Завршницата на деновите на Кочанскиот Орис всушност ја донесе кулминацијата на оваа манифестација од аспект на традиционалното зажнејување, културните и музичките настани и спортот. На зажнејувањето на оризовата култура со срп и вршидба на гумно и со конј присуствуваа градоначалникот Никол Чуилиев, евроамбасадорот Жбогар со министерот за земјоделие Љупчо Николовски и други видни гости и делегации од збратимените градови. Во оваа прилика градоначалникот и министерот Николовски ги дадоа следните изјави за медиумите. Манифестација која е многу значајна за нашиот регион, а посебно за нашиот стратешки производ во земјоделието, тоа е оризот. Оваа традиција која е стара со децении, значи луѓето од одамнина во Кочани се занимаваат со оризопроизводство и оризот е навистина еден стратешки производ кој многу значи изборува и за Кочани и за Кочанско. За жал, во минатото се сееле огромни количини, значи негде околу и над 8.000 хектари. Денеска сме во една сосема друга ситуација, каде што оваа година едва достигнавме околу 2.600 хектари, каде што се очекуваат просечни приноси од околу 5.000 килограми по хектар, што значи дека производството станува се понеатрактивно, бидејќи станува скапо и интересот кај нашите традиционални производители станува се помал и помал. По втор пат сум како министер на оваа манифестација и разговараме исто така и за проблемите и перспективите кои што ги има оваа стратешка култура за овој регион и за Македонија. Се очекува околу 15.000 тони оризова арпа оваа година. Владата на Република Македонија, како и во целиот овој период, во текот на оваа година, уште од самиот почеток, знаете, носевме постојано интервентни мерки за секоја една стратешка култура во државата. 10% линеарно беа зголемени субвенциите минатата година заради состојбите во земјоделството, заради напластените проблеми, заради отсуството на стратегија, а особено во делот на оризот имаме, би рекол, еден 10 годишен застој во инвестирање и во науката, и во новите сорти, и во акцентот кој што државата го става на оваа проблематика. Затоа 300% беше зголемувањето по хектар на субвенциите за минатата година кој што ги добија оризопроизводителите. А честа први да зажнеат ја имаа жетварската убавица Марија Симеонова и низините придружнички Вања Дојчинова и Благица Христовска, кои символично го означија почетокот на жетвената кампања во Кочанската котлина. Откако со жетварски адети и обичаи се ожнеа дел од нивата, жетварите ги собраа полозите во снопови и ги однесоа на гумно за вршидба, односно одвојувањето на зрното од сламата. Сето тоа на традиционален начин со конј кој гацејќи по класијето ја рони арпата од класот. Во паркот на Револуцијата гости и граѓани на Кочани присуствуваа на прогласувањето на најдобар земјоделец. Оваа година таа му е доделена на Златко Данев од село Бели, кој е пример за квалитетно производство. Огромно задоволство е да бидеш неуспешен земјоделец. Можеби од причина што земјоделството е тешка и напотребна работа. И да се биде неуспешен во таа гранка навистина представува предизвик и поттик за секој земјоделец. И би препорачал на сите земјоделци од мојата општина да постигнуваат успеси во оваа работа, да не се колебаат во овие тешки времиња, да се обидат и тие да добијат награда за најуспешен земјоделец, бидејќи тоа навистина представува чест и уживање за секој земјоделец. Во паркот беа изложени разноврсни јадења од ориз, како и штандови со ракотворби и бел ориз. Во попладневните и вечерните часови настапија фолклорни ансамбли и групи, како и популарни изведувачи кои ја забавуваа публиката.